Калиманци, селото во кое се вкрстуваат значајни стратешки патишта, во кое се испреплетуваат различни воени етапи, селото кое ги чува пирамидите градени од Југословенската народна армија, стотици бункери и ровови, кое раскажува еден добар дел од балканските војни, селото во кое до 1955 година имало и полициска станица како седиште на така наречената Грлјанска општина, денес е речиси празно. Но историските остатоци не се избришани и за толкувачите Калиманци треба да биде запишано во историските книги. Селото Калиманци има геостратешко значење. Уште во римскиот период тука врвел главниот пат кој што се одвојувал од Вија Игнација и од Стоби, тука поминувал и го поврзувал Кюстендил. Покасно тука поминувал турскиот пат кој што ги поврзувал Виница и Кочани со Делчево и бугарските градови, и на крај краишта после 20-та година е направен српскиот пат кој што ги поврзува Кочани со Делчево. Друго значење за Калиманци е што тука се водени повеќе војни. Во првата Балканска војна, таа е водена на Калиманско поле, помеѓу бугарите и турците. Турците биле поразени и при тој пораз тие морали да го напушат Калиманци, а бугарите дошле и селото Калиманци го разрушиле. Од тогаш селото се вика и срушено село. Сите војски се минали тука. Калиманско поле се бункери. Тоа е безбедно. Полето има услови, добро е за баре за тоа време кога ни учеа дека непријателот десант може најлесно тука да изврши. И затова ЈНА уште ко беше, околните ридишта се со бункери. И него не го бранеше територијална одбрана или цивилна заштита. Директно ЈНА. Растргнато на различни страни, на секој рит оформило по едно мало, Чаловци, Витлари, Драка, Стаменковци, Маниловци, Мртвак, во кој се пребројуваат по неколку куќарки, а во нив староседелците се единствените чувари. Во селото можат да се видат две празни училишта во кои се школувал и сегашниот министер за финансии Зоран Ставревски, а на изборите се пребројуваат по 100 гласачи. Во минатото беше друго. Имаше повеќе народ, сите тука живееја. Меѓутоа, само фалеше да се едно погонче, да се отворе и пато да се асфалтира. Школото, ја у него бех и учител од 65-та до 70-тите години, кога беше и Методи Ставревски на Зоран Ставревски татком, заедно бееме тука. Калиманско поле на надморска височина од 750 метри со познатата Калиманска брана, со површина од 30 км квадратни, нуди услови за развој на земјоделство и сточерство, но искористеноста е минимална. На околните ридови се одгледуваат околу 300 декари со лешници, има минимална површина со житарици и нешто малку овошки. Местоположбата е примамлива од повеќе аспекти, но можеби после деценија две, ако животот на село го надмудри животот во градовите.